Call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never. Гостинка во емисијата Неделник е авторката Александра Тодуровиќ, која што пишува книги наменети за деца и најмладата читателска публика, односно низините читатели и книжевната фила ја препознава како авторка која што најдобро го опишува и го илустрира Скопје, за тоа колку е важно да има илустрации и слики застапено во книга за деца и каков треба да биде соодносот на илустрациите и на сликите во однос на зборовите и како се составува воопшто една приказна за деца. Говориме во новата емисија Неделник. Останете во продолжение со нас и проследете го нашиот разговор. Александра, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел и гостинка во емисијата Мој збор. Еве, јас можеби и неколку месеци уназад сакам да те угостам во мојата емисија. Го следам тоа што ти го работиш, неодамна издаде и книга, што нашите гледачи ќе може да ја видат. И некако сите твои книги, барем тоа е мој впечаток, и најмалата читателска публика на кој што и се насочени овие книги, те препознава како писателка која што секогаш ги запознава со убавините на Скопје и некако успеваат децата преку тие интерактивни содржини, илустрации, убаво компонирани пишан збор по кој што се препознатлива и да одгатнат каде живеат, кој е нивниот културен свет каде што припаѓаат, да се запознаат со својата околина и така натаму. Сега мене ми интересира кој е твојот мотив од позиција на автор, да ми кажеш што размислуваш кога пишуваш за Скопје, што е тоа што толку те инспирира и која е целта која што сакаш да ја постигнеш, преземајќи го Скопје токму да ти е тема на твоите книги. Прво да ти се заблагодарам на поканата, многу ми е мило. Особено ми е многу мило што сум, да речеме, после твоето породување, најверојатно меѓу првите гостинки, така? Прва. Гости. Прва. Сега ми е уште помило. И навистина, и кога го правевме на другото интервју за печатениот медиум, ми беше предизвик да ти ги одговорам прашањата. И сега исто така ќе ми биде, затоа што се многу убаво обмислени. Да почнам сега со почеток. Значи вака, зошто Скопје? Скопје е носител, да речеме, на нашата култура овде, како главен град. А нашата култура е многу богата, има многу што да понуди, има многу легенди, приказни, поврзани со нашата историја, со сите објекти кои што се многу стари. И токму заради тоа ми даде инспирација да ги напишам, за да сите понатамошни генерации тоа го научат, затоа што единствено преку кое што го учеле до сега се учебниците по историја. А тие се такви какви што се, сега и не знам веќе какви се. Меѓутоа, во однос, нели, кога е учебник, тоа е малку сувапарно, досадно. И заради тоа сакав да наистина да направам нешто што ќе остане, се надевам за многу генерации понатаму.
да им го представам градот, нашата историја, нашата култура на еден забавен начин. Преку игра, преку забава, да го научат, да си го научат минатото, затоа што ако не си го знаеш минатото, не можеш ни да се запознаеш себе си. И заради тоа мислам дека тоа е многу важно. Значи да се знае и на крајот на криштата, ако не знаеш од каде доаѓаш, не знаеш ни каде одиш. Децата овде за жал не се запознаени многу, па дури и возрастните не се. Не знаат, да речеме, некои градби од кога датираат, дека се, не знам, споменици на културата, што се сега, не знам, да од Пашинчивте амам национална галерија, што биле порано, дека биле амами, што се амами. Значи, тие се некои работи што навистина сметав дека мора да ги знаат. Мислам, буквално секој мора да ги знае. Затоа што тука живееме, тоа ни е културата, тоа ни е традицијата и историјата, и преку овој необичен начин на раскажување се надевам дека ќе придобиам повеќе читателска публика, затоа што целата книга е направена како игра и со одговарање на прашања се движи низ целата книга и нели во зависност од тоа кој одговор ќе го одбере. Така да има некогаш и ќерсокаци, па се враќа, па уште еднаш поминува и слично. Меѓутоа се тоа е направено со цел, нели, за да научи. Да научи, ама низ игра. Тоа е многу важно. И многу ми е важно, мислам, тој концепт да биде, мислам, не е оригинален и претходно имало вакви книги, меѓутоа вакви книги за историја немало. Ете така, тоа сакав исто да ти го кажам од мое лично искуство и јас некои работи не знав и кога ја земав прв пат книгата Мистериозниот град под калето, нели намената за Скопје, се изненадив колку фактографија е представена на еден раскажувачки начин кој што буквално те води и имаш впечаток дека читаш некоја приказна и така многу полесно ги впиваш сите информации кои што ти се битни, затоа што е лесно да се запомнат, не даваш напор, туку едноставно оставаш приказна да те води. Така што еве убаво е што ги имаме нели во нашата библиотека, во нашата архива и овие примероци кои што се посветени на Скопје. Оно што сакам да те прашам, еве исто мене многу интригантно прашање што ми се поставува секогаш кога се автори на детска литература во прашање е како изгледа тој пишувачки процес. Сега, лесно е да пишуваш книга која што е наменета за возрастен човек, затоа што тргнуваш од себе некако, си го познаваш читателскиот вкус, си го познаваш пиететот читателски, искуството читателско и некаде се движиш во сопствени рамки и сопствени граници, па можеш нешто да најдеш слично на себе, кој што ќе биде од другата страна како читателска публика. Меѓутоа, што кога децата се читатели на книги? Како допираш ти до детските умови? Ти си родител, мајка си на две дечиња, исто така многу често си во контакт со деца затоа што одржуваш и нели обуки, курсеви за пишување и така натаму. Како ти допираш до детските умови и кој е тој читател што го претпоставуваш на кој што му се обраќаш кога пишуваш? Допирам до децата на начин што тргнувам од себе, затоа што јас себе си доживувам како едно дете. Затоа што сметам дека се уште ми е умот на некој начин слободен, заради тоа и начинот на кој што пишуваме таков како што е, малку посмел, пооригинален. И сметам дека кога ќе тргнеш од таа позиција на дете, нели, знаеш точно што сака децата да читаат, затоа што ако мене не ми е интересно, а јас сум дете, нема да биде интересно ни за другите деца. И заради тоа, на тој начин, мислам дека правилно резонирам. И се надевам дека концептот е многу значаен, значи за да направиш вакво дело е многу значаен концепт. Значи пред да почнеш во однос на пишувачкиот процес, мора да го имаш концептот и костурот. Сега во пишување на вакви книги најголемиот предизвик е да израчунаш статистички со едно читање да исчита повеќе страници, нели, бидејќи оди напред, назад, нели, скока. Тоа е многу тешко. Тоа е навистина многу тешко и тоа ми беше тешко затоа што јас не сум ни математичар, ни токму јас сум по буквите. Не сум по бројките. И заради тоа си го правев сама. Мислам, немав помош некој физичар или математичар да ми помогне во таа формула, како се прави, не знам. Може има некоја формула.
И ова е вака самата со напишав една шема, еден графикон и нели те водат стрелките, те водат бројките и на тој начин си пресметував за да може да помине повеќе страници и се поминува. Тоа ми е многу важно. Меѓутоа нели секако може да се врати после да си ги исчита сите, не дека ако не ги исчита со едно читање, нели потоа нема да може. Меѓутоа сепак да има целина, една убава приказна. И затоа велам кога се работи на ваков концепт мораш да имаш костур. Со тоа што бидејќи овде има дел е значи приказна, дел се факти. Меѓутоа и треба да знаеш точно што ќе вклучиш во книгата, нели освено на фиктивна приказна што се раскажува. Кои објекти ќе влезаат, не знам, ликовите какви ќе ти бидат. Значи се води сметка за повеќе работи. Да речеме, во првата книга има еден лик кој што те води низ приказната, односно ликот е читателот, ликот си ти. И заради тоа не го опишував премногу, затоа што сепак требаше да биде некој, да биде едноставно дете. Ако навлезев јас во описи на детето, тогаш некој ќе се препознаеше, некој немаше да се препознае. Заради тоа во втората книга, затоа што таа е наменета за малку поголеми дечиња, некаде 9-10 плюс, затоа што има љубовна приказна. И тука веќе има 4 карактери, 2 девојчиња и 2 момчиња. И тие се малку повеќе опишани, нели? Интересно е што сите 4 се од различни 4 националности, кои што живеат во Скопје, затоа што Скопје е мултикултурен град и тоа му е едно негово главно обележје, заради тоа и на тој начин одбрав да биде така концепирана книгата. И јас, да речеме, кога растев, се сеќавам, имав другари и другарки од сите националности, сите заедно, мислам, и игравме и се. И понатаму исто како се развива на факултет и со работа понатаму, постојано имале околу мене имало сите националности и тоа би било уште поинтересно затоа што запознаваш на тој начин и друга култура. Затоа што сепак, нели, ако живеат тука, си имаат некои своји, да речеме, карактеристики по кои што се разликуваат. И заради тоа, исто и тоа ми беше важно да ги представам убаво, да ги изберам објектите кои што сакам да ги објаснам и да им ги представам на децата, да им ги опишам и така. И понатаму сега приказната, нели, како се развива, тоа не ми дојде одеднаш. Посебно за втората книга, ептен ми дојде на крај, кога беше рокот за објавување. Не знам зашто не сакав да ми текне некоја многу убава оригинална приказна, која што може би во некој дел е и трагична, меѓутоа и тоа е дел од животот, трагедијата е дел од животот, за жал. И децата сепак не може да ги чуваме во стаклено збор и да им кажуваме дека животот е розов, да, така што сепак мислам дека е правилно што го одбрав и тоа. Така што така од прилика изгледа тој пишувачки процес. И плюс, извини уште ова, и плюс што одам по музеи, истражувам, по архиви, разговарам со луѓе, значи стари скопјани. Тоа е уште дел од тој истражувачки процес. И од подготовка, нели, за пишување. Многу убав одговор ми даде, затоа што јас секогаш кога разговарам со автори, со писатели на детска литература, тие го издвојуваат оној етички момент дека одговорност е кога пишуваш за деца, па се пренесуваат, како што кажа ти, вредности, мултикултурализам, се учат децата на некоја солидарност, толеранција, различност. Меѓутоа многу ми значеше тоа што ми кажа дека ти обрнуваш внимание и на оној когнитивен дел, дали децата ќе имаат доволно внимание да ги проследат сите страници со доволно концентрација, со доволно внимание, колку можат информации да впијат при едно читање. Тоа е навистина, мислам, дури една научна подготовка што се прави кога се пишува, нели, за детска литература. Најверојатно, не сум ја прочитала, нели, не знам како изгледа, меѓутоа едноставно интуитивно тоа така ми доаѓаше, затоа што многу мразам досадни работи. Мислам, навистина, јас можеби сум навистина едно дете и сакам да има во се забава, сакам да биде интересно, сакам да има и игра, и интрига, и заради тоа со сите тие, нели, елементи кои ќе ги вклучиш, на крајот мора да излезе убав производ. Така е. Знам и дека си предпознатлива си по тоа што си храбра и онака доста храбро ги изнесуваш своите критички размислувања воопшто за литературата, за уметноста
секогаш слободно се произнесуваш на многу теми. Ме интересира со однос на тоа дека јас еве во последно време се повеќе дали се движам во такви кругови или некоја случајност во прашање, се повеќе запознавам луѓе кои што имаат нешто издадено, имаат нешто напишано. Тоа допред 20-30 години не било случај. Еве, например, во времето кога моите родители биле млади, се знаела таа фела која е писателска, која што брои десетина 20 луѓе кои што пишувале книги и активно се занимавале со тоа. Меѓутоа, денеска има се повеќе инвазија, можам да кажам, на пишаниот збор, на автори, на литература. Ти си наградуван автор. Значи си добила многу признанија и во рамките на саимите, и те препознава читателската публика и така натаму. Многу ме интересира да ми кажеш по кој критериум можеме, например, да препознаеме, затоа што јас, например, на моето дете не сакам да му читам се. Сакам да му читам литература која што сум сигурна дека ќе биде квалитетна, дека ќе придонесе за неговиот правилен раст и развој, за градење на некоја нормална морална слика, пожелна морална и социјална слика. Кој критериум можам јас како родител за моето дете да го искористам за да одберам која литература на него да му ја читам, седор нели не си изгради самостоен вкус па да може автономно да си го постави тоа како одлука? Па вака, јас да речеме, еве, јас како родител, како тргнувам, бидејќи постариот синот веќе е доволно возрастен и многу чита, многу сум среќна заради тоа. Да. И тоа некако имаше еден период на стагнација, затоа што нели кога беше мал јас му читав и неверојатно сум го презаситила. И сега имаше еден период, меѓутоа сега веќе сам, мислам дека ги прочита сите дела од Агата Кристи, од Стивен Кинг го читаше, мислам веќе сериозни автори. Так. И тогаш кога јас ги одбирав книгите, водев сметка, не знам зошто европските автори, кога зборуваме, ако зборуваме за преводи, европските автори ми беа така повеќе со тие вредности, уметничко пишување, креативно, едноставно, некако повеќе имав надеж во нив. И можеби заради тоа ги одбирав. И додека од домашните автори, многу сакав, сам и му ги читав, имаше една книга со оние стари песнички што на времето нас не ги пееле, да речеме. Пак се некои тие постари вредности, нели? Меѓутоа некако се враќав на тие. Потоа оние книгите што беа за твојот роден ден, нели? Таа исто ние растевме со таа книга. Тие се некако трајни вредности, кои што мислам дека за секоја генерација важат и треба да ги зачуваме. Некако, не знам, може, одбирав секако нешто и од новите, и од бајките, нели, што се модерни, меѓутоа и гледав да не е тоа некој автор што штанца наслови. Значи тоа, кога ќе видиш дека има многу, значи, знај дека цела армија работи за него и се работи само за пари. Или па има некои што работат за имидж, пишуваат за да имаат имидж, да ги препознаваат во интелектуалните кругови. Тоа и кај нас е тука. Има. Да, така, за да бидат, нели, да се чувствуваат важни, тоа е многу погрешно, затоа што сепак, особено па ако пишуваш литература за деца, мислам, да го правиш само заради сопствен имидж е многу лошо. Мислам, треба да имаш една друга иницијатива во тебе и нешто друго да те води нормално, мислам. Тоа е тоа. Сега, што мислам, ако ме прашуваш и тоа, што мислам за тоа, дали може секој да напише книга? Да. Сега, за жал, живееме во време кога секој може да биде се. Тоа е вајда демократија. Секој може да сними филм, секој може да сними песна, секој станува пејачка преку ноќ. Секој, се може да направиш. Сега, дали тоа понатаму ќе изфилтрира од сите тие многу производи и се што се појавува и ќе остане уште, тоа е прашање веќе на филтер. Затоа што публиката препознава. Ти можеш да правиш и да работиш, меѓутоа публиката препознава, особено детската публика. Значи тие се толку многу искрени и ако не им се допаѓа, не им се допаѓа. Мислам, не можеш со сила да го тераш, ни да чита, ни ништо. Ама затоа ми е мене многу драга таа публика, затоа што навистина сум многу среќна кога ќе ми кажат, еве например сега беше скоро, кога ќе напишеш нова книга? Дали ќе продолжи дејството од Љубов голема колку Скопје? И сега јас например ќе
Ќе се запрашам затоа што искрено не размислував да продолжи, затоа што размислував веќе за еден сосема друг дел, што би ги заокружил да речеме овие. И потоа си велам, а зошто да не продолжи? Интересна приказна, има уште многу за Скопје да се раскажува. Некако и Скопје ми беше дел од мене уште од кога студирав. Значи почнав да работам во скопска редакција. Се околу мене беше поврзано со Скопје и некако така ме носеше. Целиот живот беше Скопје. Сега не дека ова не може да се преработи и за други градови секако. За Битола, за Охрид, за Куманово. Меѓутоа, тука треба да застане некој позади тебе. Тоа сакам да го кажам чисто за нашите гледачи, да дадам појаснување зашто го побарав твојот суд. Ти си човек кој што се занимавал со новинарство. Пишаниот збор секогаш ти бил главен инструмент, главна алатка преку која што се изразуваш. Цел живот работиш во издавачки куќи. Сакам да кажам дека си човек кој што се занимава непосредно со издаваштво, со пишување, со создавање, со креативен процес. Меѓутоа, мене, знаеш, ме изненадува храброста или одлуката на некои луѓе, например, што завршиле медицина или некои такви факултети и одеднаш ќе се освестат дека сакаат да пишуваат литература за деца. Дали тоа е, да кажам, стварна одлука на авторот, еве сега ќе пишувам литература и ќе ја наменам за деца и тоа може да помине на пазарот, и затоа што не важат никакви критериуми, све е дозволено, закон за издавачка дејност ти дава нели демократско право да ја објавиш се што мислиш дека треба, и наспроти, значи тежината на оној кој што цел свој живот го посветил на пишаниот збор. Мислам дека тука треба да се прави разлика. Треба да се прави разлика за оној кој што се градел да биде нешто и што едноставно цел живот го работел тоа, и оној кој што едноставно, како што рече ти, донел одлука да стане автор затоа што мисли дека тоа е за неговиот имидж добро, затоа што е многу битен, сака нешто да каже или ги имате оние другите комерцијални интереси. Исто така и тоа сакав да те прашам. Од која максима ти се водиш? Дали сметаш дека квантитетот на читатели е показател за успешна книга, или можеби, например, мене ми е многу драга она од изрека дека за мене и еден е подобар од 10.000 ако е најдобар? Па не, квантитетот секако, мислам, нормално дека сакам мојата книга да биде многу продавана, мислам, ќе те излаже некој автор или што би го кажал тоа. Мислам, колку и да звучи нескромно. Так. Нели, тоа е сепак поентата. Вистината е тоа, да. И сакам да допре до многу повеќе луѓе. Тоа е целата поента на пишување. Сега, која ми е сатисфакцијата? Искрено многу бев среќна кога ги добив наградите за првата книга. Некако тоа ми беше, сега не показател, меѓутоа ми даде еден ветер у грб. Баш така. Тоа се сериозни признанија. Мислам, во рамките на сајм на книга, каде што сите издавачи се присутни, сите автори се присутни, значи некој да ти издвои во категорија први 3, тоа е навистина, мислам, не треба да се биде скромен, тоа е навистина успех. И исто прва награда доби од Reader's Choice Awards. Значи, тоа беше гласање на публика. Ете, и од другата страна, значи исто беше изгласана. И сега малку две големи издавачки кои стојат позади моите книги. Првата е во издание на Арсламина, втората е во издание на Издавачки центар 3. И сега кај нас, за жал, мислам, ние сме мал пазар, маркетинг релативно си го правиш ти самиот, авторот си го прави маркетингот. Никако не може да се вкалкулира се уште, за жал, кај нас таа ставка маркетинг во цена. Затоа што можеби не сме толку голема читателска публика, па 500 денари не е многу за книга, а не ни е многу за 2 коктели, да речеме. Нели? Ама тоа е веќе стварно приоритет. Да, ете така. И само тоа фали, затоа што јас верувам дека ваков тип на книги со добар маркетинг тие може да идат и надвор. Значи да се јас пробав, меѓутоа сепак јас сум само автор. Тоа треба да издавачка куќа, да. Тоа треба издавачката куќа да си агенти да си најде за издавање надвор, може да се преведе на сите светски јазици што се тука, односно на сите националности што се овде. Значи Турција, ова мистериозниот град под калето е за Томанско Скопје. Значи има толку многу начини, да. Меѓутоа сепак тоа, да кажеме, им фали скоро на сите издавачи овде. За жал тоа морам да го констатирам.
И сега и тие си кубурат најверојатно, нели? Секако ситуацијата е тешка за сите. Мислам, тешка заради тоа што е дејноста таква, затоа што приоритет не е читањето. Полека почнува да станува, меѓутоа има уште време. Вика, добро е што го направивме читањето по модарство, барем на плажи кога идеме носиме книга, вика, затоа што едноставно да извадиме убав просек, иако бевме катастрофа ние македонците по просек на прочитани книги. И уште едно прашање, еве пред самиот крај што сакам да ти го поставам во интерес на времето, за жал имам мал простор медиумски, би го продолжила овој разговор, имаме многу теми нели на кои што можеме да разговараме, меѓутоа еве што и мене ме интересира, верувам дека говорам во име на некоја поголема група на гледачи и нив ги интересира истото прашање. Што е битно кога се прави избор на детска литература? Што е тоа што прво ги привлекува децата? Тема? Се пишува за Скопје, па тоа ми е интересно, па сакам да видам. Или едноставно ја отварам книгата, гледам убави илустрации, гледам приказ на кој што те води, па тоа ми е битно да ја направам, нели, конечната одлука да ја купам книгата. Дали е тоа текстот? Што е најбитно кога станува збор за литература за деца? По кој, да кажам, систем тие се водат за да направат избор? Што прво ги привлекува децата кога ќе видат книга за нив? Децата, јас мислам дека прво ги привлекува најверојатно корица. Значи тоа е корица и наслов. Сега да речеме првата книга, насловот има еден многу интересен збор, мистериозно. Мистериозниот, кога ќе го слушнат, веднаш тоа има асоцирани на нешто таинствено, на некоја авантура. И тука е, мислам, она најважното. Многу е важно да имаш кечи наслов. Значи, таков што буквално, да. И секако илустрациите, кога се работи за книги за деца, значи мора да имаш добри илустрации. Не можеш да правиш компромис со, сега не можам да кажам лош илустратор, меѓутоа ете со некој што е можеби почетник или слично, мора да има добри илустрации, па особено кога е ваква тема, кога се работи за историја, мора тоа верно да ги отсликува, сите објекти, се што е споменато, мора да биде до перфекција. Многу е важно тоа. Јас додека одбрав за првата книга илустратор, па не знам, можеби помина неколку месеци. Значи имав неколку обиди. Ми праќаа нели луѓето што изработиле, меѓутоа не можевме да се кликнеме, не. И така излезе потоа со работката со првиот илустратор, со Марко Јанев, што си навистина работата си ја заврши одлично. Потоа Бранкица Јордановска беше втората и баш фино што се погоди женско, затоа што е малку поромантична приказната. Сензибилитетот, да, женски одговара, да. И така, значи се излезе како што треба. Меѓутоа, тоа мислам на децата пред се тоа им е важно, визуелно да ги повлече и насловот. Да. Тоа е, можеби за возрастните е така. Мислам, не знам, еве сега размислувам, ама да, па јас искрено јас се водам од тоа, кога нешто ми е привлачно, корицата или насловот некако ме загатнува на некој начин, ми создава некоја чувствена мистериозност, сакам да отворам да видам што се случува понатаму, па дејството кога ме привлече, ако не ќе прочитам неколку странички, ја оставам, имам еден куп книги кои што никогаш не сум ги дочитала, ама тоа е едноставно не ме привлекла, да, приказната не ме води. Кога си толку време читател и нормално е да оставиш и да како не ти е по кејф, затоа што па си имаш уште многу што чекаат. Така, и можеш да си оцениш што ти одговара, што не ти одговара, кога имаш изграден вкус. Александра, многу ти благодарам за овој прекрасен разговор. Ти посакувам уште многу дела да создадеш за нашите најмлади читатели и се надевам дека ќе те угостам со некоја специјална прилика и во некоја моја следна емисија. И мене ми е многу мило што бев дел од твојата емисија. И се надевам исто дека ќе имаме понатаму уште, значи, работи за промовирање и слично, така што тука сме. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас и следавте уште една емисија Неделник на ТВ Сонце. Јас ви најавувам нови содржини и нови гости веќе следната недела во 15:15 часот се гледаме повторно. Ви благодарам за вашето внимание.
my thoughts obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel.